Овој роман, кој што е првиот роман на Андријана, се ова како трета неизина книга после првите две стихозбирки, но на овој роман се јавуваме ние како библиотека Феткин, како издавачи на истиот. Баш преди тоа, со огромна чест ни е и задоволство да ја направиме оваа промоција. Имав честа еден од првите да ја прочитам, пред мене авторот и лекторот и уште некој има читање, читав електронска верзија, меѓутоа заради тоа што е доста читлива, па и во еден ден ја прочитав. Да, може и во еден ден. Да. Станува збор за добра драма, со трилер елементи или со возбудливи елементи. Дневникот на Сара е роман, драма со трилер елементи и се работи за три другарки кои што од нив едната има некои луди идеи, а двете другарки запаѓаат под нејзино влијание и почнува нивниот кошмар во животот. Ето толку. Доволно. Да. Реков не е прво, бидејќи претходно имаш две стихозбирки, сега е роман. Да. Зошто скокот? Па, мислам дека треба да се понуди различно на публиката. Значи, двете стихозбирки се доволни од страна на песни и сакав нешто поразлично да пробам и нели во оваа страна како ќе биде. Морам да спомнам, забележително е кај публиката, насловот на првата стихозбирка од длабочината на душата, ако не се лажам, е некако стандарден, меѓутоа веќе понатаму насловите на твоите дела добиваат и на тежина. И дождот веќе не е ист, дневникот на Сара. Да. Па знаеш како, секој почеток е тежок, нели, додека да се уклопиме, после веќе и самите идеи се прошируваат и сакаш да си пооригинален, по-креативен и тука лежи нели решението. Уште едно прашање задолжително. Првата стихозбирка 2021. Втората 2022, оваа 2023 почнавме со роман. Да. Кај беше до 2021? Бев дома, немав многу време, децата ми беа помали, затоа помалку слободно време. Сега знаеш како се поголеми, малку повеќе време имам и тоа е тоа. За се треба време, нели, за концентрација. Не собираше дел, она нешто пишувано, не, па сега да го исфрлиме. Првата стихозбирка ја пишував околу 6-7 месеци, втората 2 дена, пошто имав некои конкурси за неа и некако ја убрзав, а романот го пишував цела година. Пошто мора знаеш како деталите да се разработат, треба сите ликови да се соодветно облечени спрема годишните времења, на секој детал се внимава и сакав да биде кога ќе биде готово да биде супер. Издавач библиотека Феткин? Да, издавач библиотека Феткин. Промотор е Тања Кузманова, да. Че чита Благица Велкова